Ајде. Драган емисија. Еве ти ме види со кого е емисијата. Гиш. Да. Супер. Нели? Зашто не правите надворно? Со Гиш надвор? Да. Па не знам зашто. Чака, треба тука да се снима нешто, не се да надвор. Здраво. Јас сум Жаре, ова е Глобковецот. А тој е DJ One, добриот хип-хоп и R&B DJ. А овој не знам што прави, освен што седи и пополнува столче. Па да не е празно. Да. И носиме пошта, нели? Да. Па нели мене ме праш. Па ова кој ти го донесе? Имено. Значи, така, ние си кажавме кои сте, вие сте си пред малите екрани кои во меѓувреме се многу пораснати. Ти имаш 50-инчен екран, например. 73. Пофали се, да. Значи, очигледно добро се заработува како пошта. А вие сакате добра ТВ програма, а јас само сакам да бидам милионер. Брат ти милионер? Некој кажа дека брат ми е милионер. Чекај малку. Јас само сакам да бидам милионер, исто како брат ми. А брат ти нели е милионер? Не, ама сака да биде. Браво, ја направи. Ајде да почнуваме. Ако добро, ајде да почнеме со ново време. Почнуваме на стар начин, ново време. Денес ни се Гиши, Драган Мјалковски гости, може јас и DJ One ќе запееме. Никогаш не сме пееле, јас и ти, ич немај гајле. Јас само свирам на гитара и се фалам поради тоа. Еден. Кралицата Елизабета во Англија многу сакала млеко. Таа дури има нејзини кравиве. Пази се. Кога принцовиве, Хари и Вилијам оделе во школа, кралицава и праќале млеко. Морале да пијат само од нејзините крави. Крава една. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Првиот наш гостин е човек кој се појавува поретко и од 29 февруари. Бидете благодарни што го гледате на телевизија. Сашо Гигов Гише со нас, а сега одиме со трите работи што не сте ги знаеле за него и веднаш потоа интервјуто. Од мали нозе маката го научи Сашо Гигов Гиш за значењето на зборот арахнофобија, но тој и ден денес му создава проблеми. Имено Гиш се плаши од пајаци. Сашо не сака машини. Вели едноставно не можам и не сакам да се расправам со нив. Па покрај тоа што никогаш не свири на електрични инструменти, туку само на акустични, тој никогаш не го пипка ни компјутерот. Се возат во авион Гиш, Владко Стефановски, Алачки и Иво Јанковски и авионот започнува да паѓа. Ова не е виц, напротив вистинска случка за патот од Германија на кај дома, кога нивниот авион над Велес го зафатиле турбуленции и започнал силно да се тресе. Едно страшно искуство по кое, многу јасно, Гиш повеќе не лета со авион. Тоа беа трите работи што не сте ги знаеле за него, а еве го Сашо Гигов Гиш. Како ти? Ајде. Што имаш? Мене ми дојде редот, да? Све имаш. Кажам искрено, убаво ми беше кога те гледав со Владко. И си викам, Ептен го бива. Владко, добар музичар, да, добар гитарист. Владко ми мене Ептен другар и пријател, имам привилегија да кажам дека ми е другар и пријател. И кога го видов како влезе у муабетов со тебе, тоа е чиста реткост. И мислам, Ептен ме повлече и викам, и човече. Ја имам те зборав 10 дена после имам... на пријатели и ти се јавуваш после 15 дена, ај сега. Абе види, мораше да ти дојде редот кај да е. Толку се тие се тие луѓе. За тебе нема проблем. Секоја чест и задоволство. Може, изволте, ајде. Предизвик да го поделиме ова правио фаго. Баш е така. Да. Каква символика. Гиш,
Не знам од како ја да те представам, ти си и музичар, и писател, и радио водител, Не еден сум од... ништо. Ништо не сум. Тоа е Ништо од тоа? најдобро да го избереш да си ништо. Да, баш. Меѓу се да си ништо и да се бавиш со она што ти го дал Господ као дарба, за да можеш да им го подариш на луѓето и знаеш да бидеш посредник, а не поседник. Така. И кој ти речеш ти си овој, му лепиш титула на човекот и одма почиња се понаша као поет или као музичар или као некаков модератор и више тука имаш рол модел, калапче некој и кој ќе те стави некој калап на самиот соговорник нема да дозволуваш слободата за да се откачи да си направите муабета. Муабетот е, знаеш, на двајца тројца кои ќе се соберат у круг и зборат за возвишениот. Така да мислам да не бидам лажно нескромен, бегам од такви работи, зашто обично лажно скромните луѓе си ја фураат суетата на прво ниво. Точно. Вака, фала му на Господ, никогаш не сум имал верифицирана диплома за нешто. И да ти кажам, баш сум ја еден од ретките... Чека, шо си по професија? Ти си оваква компаративна, така, Ја книжевност? компаративна отидов тамо, видов колку е саат, се подружив со едни прекрасни луѓе и си киднав. А до кај ги тераше студиите? До нигде. До нигде? До прва? До прва. И после тоа на 30 години се запишав на етнологија и видов дека сум стар и си отидов. И фактички факултет никад не сум завршил. Така. И уопште не ми е шубе да ти И го си од кажам. далечната 92 во Македонска радио. овде Карши МКЦ. Али сум завршил неколку факултети. Например, можам слободно да кажам дека сум го завршил факултетот кај Јоле. Кај Јоле. И сум имал Колку вреден е тој факултет кај Јоле? Па тоа да ти кажам искрено вака, да имаш привилегија да седиш на маса со Петре Андреевски, со Глигор Чемерски, со Радован Павловски, со Жарко Јакимовски, со Тодорче Николовски. Зашто тие луѓе што ние сме немале среќа ни да ги имаме во близина. Прво као клинец, ја у трета, четврта година, кога почнав да пишувам онака интензивно поезија, кога се вдахнав ептен од творештвото на нашите современи поети, као Ѓузел, као Павловски, као така, дремев на решетките кај Јоле, кај што искачаше она миризбата од кромит и од ракија, и да ги дзирнам како изгледаат уживо, ме разбираш? И после тоа се вратив од војска 2 години, некако на некој чуден космички начин спечалив право да седнам и да се дружам со нив. Гиче ме донесе таму, Глигор Чемерски, мојот драг учител, по многу работи, и таму сум завршил факултет. И баш кај што во еден муабет со мојот драг пријател и професор и почитуван професор Владо Рошевиќ, и него му беше баш онака криво што него заврши факултетот, еле му реков професоре, викам, ова е 7-та книга што ви ја подарувам, се надевам дека можам диплома на ова да спечелам, вика. Кул. Така да, знаеш, А гиш имаше луѓе што ти вика, абе, шо бараш по кафани таму? Седи дете, учи, не знам шо, такви некои муавети. Како не? Имаш луѓе што не ти разбираат дека ти таму не знам, не е Имаше и така наречени поети, се извинувам ако што кажувам, кои избегнуваат да влегуваат со таа институција кој што беше Јоле, затоа што нема право да влезат таму, така. И беа така прилично малициозни и љубоморни поради талентите што ми ги дал Господ. И се што си бе ти пејач, не си поет. Што си ти трубадур, мислам, свирач, кафански пејач, нема везе ти со поезија. А тоа се оние уштогљени типчиња по калуп праени, сталинистички калуп, Така. И тие и ден денеска онака конфигурираат на македонската поетска сцена. Нема такво место некое. Па не знам, Ти бе кај одиш ги? Кај ти се луѓето твои вака? Мислам, нели ти фали да може да седнеш со такви умови негде да си направите некој убав мушки? Па е. Што да ти кажам? Не, се дружам со ретки луѓе, искрени луѓе што ја љубат вистината и што не лицемерат, и се дружиме ретко, ама квалитетно. Ама нема место за вакви некои. По градов? Да. Не, за жал не. Сиромашно е у тој поград. За жал не, меѓутоа јас немам право сега да говорам за тоа, затоа што знаеш кога ќе настапи кај човекот една чудна меѓуфаза, каде што од преголема експонираност више ти пука филмот и од екстровертност стануваш онака прилично интровертен и свесен за сопствената интровертност, и тука веќе се затвараш, си го бараш местото, си го бараш чарето, за да не ги гњавиш луѓето со себе и да не те гњават луѓето со себе. Така да кога ти беше тебе тоа гиш, кога ти кликна тој момент? Што знам што да кажам, тоа не можеш тачно да го лоцираш, ама знаеш си доаѓа, постепено. Малце по малце ти се смачува. Така да. И немам право да говорам за социјалниот живот. Во тој контекст, тоа што сум го живеел, што сум го правил, можам да се сеќавам на тоа и да
да го чувствувам како некаков бенефит кој би им помогнал во работи. контемплативноста, во обсервирањето на нештата, во вистинската светлина, во устремот за да не се лажеш себе си, не лажејќи ги другите и обратно. Така да не сум релевантен фактор за таа работа, иначе човек од кој мал и кој млад не можел да ме извади од кафана. И тоа е голем факултет. Со ракијички, со све Со салатици, сите така? параферналии кои следат кон тоа. Може ли без тоа, Гиш? Кажи. Може ли да дое некој да седне да пие кисела вода? Ја не сум сретнал таков. Абе, зашто да не може, меѓутоа не може. Да, точно. Гиш ја отпеа легендарната моја гитара и ете како настанала така, како воопшто настануваат добрите песни, кажем. О, мори мајка. Тоа 91-2 беше. Пепи Ренџов и Игор Атанасовски Харе. И јас. Се што свиревме по кафани и се забавljавме лудо, се забавljавме. Да. И популарни доста и се. Бевме банда невиđen. И Бато Нејашмич, Владимир Нејашмич, Бато Бог да му душа прости, имаше песна една која Ирена Павлова требаше да ја пее во еден блуз манир. Моја гитара. Меѓутоа Пепи не успеа нешто со Ирена со работката и Пепи вика, ајде вика да направиме песна, Аџара Буџара, онака лесно дојде, отидовме ке Мите, ја снимивме, Дамир ја изаранжира, Тања Станковиќ испеа пратечи вокали мислам. И фино испадна све тоа на Макфест. Абе добро, ни беа наклонети звездите и бевме на почетокот на некаква условно речена кариера. Ти сметаш оној момент на екстремна популарност на песната сегде у секоја кафано, на секој радио, на секој. За тоа. Не, воопшто. Меѓутоа сега ми годи кога стана Евергрин. Така. И еднаш ка кажав во универзална сала дека се осеќам како Драган Мјалковски, мојот идол од младоста. Ја му ги знам сите песни. Кој е следен гостин? Што збори? Да го поздравиш. Ислам, јас онака кој мене првата песна беше Иди душо моја, иди прено зора сване, немој ником ништа речи. Првата твоја? Не бе на Драган Мјалковски, што ја памтам као дете. А прва песна што си ја сакал да си ја певаш? Да ти кажам една прича, никад не сум ја кажал. Кажи. Ова е трип тотален. 4 или 5 години имав у градинка и мислам дека Јовица се викаше тој на клавир педагогот, со мустак еден симпатичен човек. И вика, детево талентирано, ајде да пееш. Ја пеев, нормално, ко млад слух имав, ко малец. И требаше да пеам на Златно Славече, едно маче, мало маче, мега хит од Златно Славече. И отидов со учителка да пале, не знам дали беше универзална или драмски. Не, искочив кога го видов чичковацот джамба се извади од памет. Не и вртатку. Да. И не можам, ја го гледам и се плашам. Не можам, уплав. Ама, да. А зашто? Не знам. Не можам, се уплашив кога го видов джамба, да видиш. И не, викам ако дојде учителката со мене на сцена или татко ми, тоа ќе пеам, иначе не. И се откажав човече. И Антоанета, другарка ми од истата група што бев, моја ја испеа и стана легендарна песна, а? И после 20 кусур години овде у МКЦ некоја годишнина на Златно Славече и ја на Ацо му викам, Ептен го сакам и он мене ме сака синко ме. И со Игор сте. Да, Ептен блиски. Знам. Викам, јас сум бе тоа дете што избегот. Вика, ти ли си, јас сум единствено дете што се плашил од мене. Ај се. А стварно е како мил човек тоа. Прекрасен човек. Ама јас добро. Од кај детето гледа други работи. Од кај да знам. А иначе што ме праша за песна прва која што сум ја сакал онака да пеам. Рамо, рамо, друже мој. Да? Абе нема да веруеш. Мене умало Бранко, што после беше многу познат дисџокеј и се работи у Holiday Inn, Бане, беше комшија. И кога се вратив ја од Бретор, негде кај 74-та или некоја беше, Рамо беше популарна и Чаше Ломи. Јас сум ја научил да памет. Која Чаше Ломи, руке ми крва. И ќе ме викне ке него у двор, ај сега Рамо. Ја со сите припеви, Рамо, друже, леле. И од тоаш Рамо ме вика. Не знам, налимак? Ајде Рамо, Рамо. Ај си Рамо, седи. Паза, моја гитара па ме праша нешто, така? Да. Ама, чекај се, ама си смеел ти да го... Пепи го консултирали за... Види, знам за што збориш сега. Тоа не беше ништо успешно. Некоја реклама, што? Ама ништо не беше успешно. Немам ништо против, ја немам ништо со као автор на таа песна. Ама ништо не овако, тоа беше за сушари, беше овако. Што збори? Па за сушари беше као реклама, ја тоаш влегов у бизнис со сушари. Ти успеа ли баре?
Не бе, ништо не е, баш сега ќе дзирнеш. Не, ништо страшно, не беше. Дај да дзирнеш. Па ќе кажеш баш дали... Што збориш бе, машина за перење али што? Па сушара, знаеш, и суши Не знам, пере. а и пере суши. Да, Може суши. Колку ми само часови ми заштеди, не ми се ми верува мајка му стара. Перење и сушење се во едно. Сакам мојата сушара. Ти секоја данка моја ја знаеш, најмрсни мрљи без проблем зимаш. Знам дека и 50 години ќе траеш, многу сум среќен дека те имам. Моја, Слушај, пере све во едно. Од мене имаш изум до крај, не сушара, не све што сакаш. Али први пат ми се Ох, ова е фантастично. Сушари еден на еден. Ама не успеа. Перат Човече. и слушат Не успеа ги. со душа. Слушај, знаеш дека има перспектива ова? Бе? Сакаш да кажеш сериозно влезе во инвестиција? Па мислам, тој што произведува вакви работи, Сушари. би бил, мислам, стварно глуп да не го препознае ова на маркетиншкиот момент ова. Мислам, не дека е песна моја гитара, али е страшно. Па Пепи ќе има бенефит, не ти. Фантастично. Браво. Не. Браво. Тебе ти текнало? Да, бе, вчера дома ги овака. Од Али мобилен слушаш, овако. чекај малце, може да ти кажам нешто вака Кажи, пред кажи, програма, не го сечеш. Не. Ти подхитно треба да почнеш да се бавиш со сериозно со джинглови. музика бе, со музика бе, човече. Ти мораш да се бавиш со. Ајде да свириме заедно. Нешто. You have guts to come to the concert. Hell yeah. So, Кога е концертот? count yourself as invited. Готово, прифатено. Кога е концертот да им кажеме? И одма после ќе предеме на тоа. На Фатију тесно, Да, готово, ама знаеш дека сега го 18 јадеше, ја се 18 качам на цена се на една качиш? песна. Да, Сигурен си? со педо обавезно. Ама пази што си рекол. Готово. Добро. Готово. Знаете што, на 18-ти, значи во МКЦ. Така. La Colony Volvox. Да, Лаколо Нивол Вокс ќе така. го промовира својот најнов албум, наречен IEOU, и тоа ќе биде концертна промоција во киното Фросина. Сега. Мојот омилен овој простор, ја морам ти открием За една свирка? тајна. Морам да ти открием една тајна, ова ретко кој го знаат само моите многу блиски шучери од со мене од прво деление. Овде кај 25 мај се викаше домот. Така. 76 година јас првпат настапив тука на маскембалот што го организираше училиштето Владимир Назор. Добро. Со Бог да ја прости учителката Милка Јуруковска, која беше феномен и која не тераше да играме, да пееме, да ги покажуваме талентите на маскембали. Маскембал. Ја тука првпат сум настапил во оваа сала на маскембал, 75-та и ја играв на песната Почичу у шуме од Здравко Чолич. Звао сам ја Емили, да, така се вика. Така да, ова ми е култна сцена мене. Ова не сум го кажал, мислам Ептен, онака тука ми е моџото. Да. Точно. Си се сеќам. Ептен. Сега, ја бев привилегиран да бидам на една од пробите на групава. И Првата проба со микрофони, иначе акустично цело време свири. Супер, тоа е многу интересно. Ја прв коментар што ми беше, ова е буквално како саундтрак за хобитите кога одат змеот да го колат. И опште не погреши, да ти кажам. Така е, замислете хобити е собран и идат по змеот и каква музика би ставил Питер Джексон? Знаеш дека не си прв што ја има таа асоциација? Мислам која ги слушна песниве луѓе што ми значат као авторитети. Тоа се песни, например, што јас сум ги копал по моје патешествија. Зашо ја асоцираме со тоа? Јужна Франција, Зашто? Да, мислам, шо стил е тоа фактички? Види, тоа треба да се каже. Тоа е еден тип на како да ја наречам, ренесансна музика е општ поим, меѓутоа музика која е правена негде кај 11, 12, 13 век и која има една специфична хармонска структура која флуктуира од песна у песна, ме разбираш? Знаеш, баш протекува, ти текне. И кој ќе почнеш да ги слушаш тие песни, ако те фатат на прва, ќе видиш што им е текстот, ќе видиш на која тематика се однесуваат и ќе видиш какви се референциите во нашето фолклорно творештво.
Баш македонско, баш балканско-македонско. Добро. И кога ќе видиш дека 13-14 век, тоест 10 век, од тука тргнале тие скомрахи, тие театарски, скитачки трупи, кои во контекст биле театри кои практикувале физички театар или театар со многу ласцивности, со многу вехементни изрази, со симулации на кои си, за да може народов да го сконтаат. Во времето кога клерикалната матрица била ужасно јака и жестока. Католицизам, така? Православието и католицизмот владева, нели? И овие типци од кога чуеле правеле такви театри, пееле ругалици, ги викаат руга. Руга е улица. Значи ругалица од една страна е песна на патот, руга, руе. Руга, така да. Значи песна на патот, односно нели скитничка песна. А другото е ругалицата, која се ругаш со човечката глупост, независно дали е на кралот, дали е или е на ѓаволот или е на Бога, ме разбираш? Ругалице Бога и тоа се форми во ренесансната книжевност. Дај ми една строфа на македонски преведена, како зашо? Многу жестоко ќе биде тоа, ќе го чуеш на концерт. Не сам да не бидеме не бидеме експлицитни. И види се, кога иде во Франција, во Јужна Франција, во потрага по трубадурското наследство и во потрага по катарското наследство кој потекнува од богомилското наследство, се сретнав со тие песни. И да видиш во тие краишта кај што бев, именно 20 на топоними кои инклинираат кон тој назив, Бигор, Бигри, Бугараш, Бугари, името на парфемот Бугари, знаеш ли од кај? Такво нешто? Тоа се фактички ги викале бугри, што значи ле бугр, на француски значи безобзирник, раскалашен, сексуално неурамнотежен, онак безобразник. Бугр на англиски е мусул. Да. Сега видиш, тоа значи нема никаква врска со Бугарија во тоа време. Да, далеку било. Прва асоциација тоа не, далеку било. Значи нема врска. Нема врска. Меѓутоа има посредна врска затоа што во тоа време нели во 9 и 10 век тие царства биле кои што биле Византија и низините сателити, меѓу кои така. И кога ги најдов тие песни во Јужна Франција, ќе се згранеш кога ќе ти кажам дека Деспина ќе ја грабиме, ја најдов на окситански од 13-14 век. Која смисла чека? Музичка смисла? Оригинална музичка смисла. Па која од нови ги ставам? Охридски трубадури. Кој е феноменот на охридските, како не? Чекај, дај прво да почнеме, што е трубадур? Трубадур е композитор и изведувач на средновековна поезија, ова ти е според Википедија, најонака... Од кај доаѓа името Трубадур? Или Тровадор? Или Тровер? И сега, не знам што да кажам јас. Значи, види сега што е приказка. Многу интересна прича. Трубадур доаѓа од Тровер, што значи оне што, или Тробаторе, што истражувач. Троваре, истражува, бара и открива. Од друга страна, Тропа, на латински, на старогрчки, на старофранцуски, тропа, значи стилска фигура или стих. Тропа, тропар на грчки е песна, посветена, божествена песна, тропар. Сега во Окситанија, во јужниот дел на Франција, има повеќе значни се смислите на зборовите. Да. Сега, тропар клос го вика таа форма трубадурите што ја правеле, значи затворен тропар, каде што еден збор има повеќе значења и во зависност како ќе ги наредиш, има шифра, клjuč, клос е клjuč, има шифра која се само за посветените може да се ругаш со кралот, без никој да те свати. Скиваш муклец, викаат. Гледаш, ќути. Тоа е тровар, тоа е трубар, тоа е трубадур. Се трубадурите пееле за жената, пееле за својата Мадона, за својата инспирација. Тоа било за прв пат да се посвети толку внимание на жената, затоа што црквата се знае како е, нели, она машка организација и нема тука жената, е безгласно суштество. Каква жена? И трубадуриве баш се откачували и свирале на лаути, на флейти, на виолини, на кеманшиња, на такви инструменти. И иделе по панаѓури, по дворци, баш кој што си замислуваме ренесанса, нешто дворски шутови едно друго. И пеат песни. И од тие песни, ја, например, француска која бев, најдов една песна, баш таа што ти личеше на маршот на хобитите, таа е Ле Пети Марсело, или Малиот Марсело. Тој Малиот Марсело да ти бил некој ткајач,
И идел од село у село со количката и ткаел и продавал килимчиња. Килимчиња се шифри. Ти текнуе. И дошол до еден град и видел 3 девојчиња. Ја видел едната, ја видел другата, ја скивил најмалата, најубавата, вудве, вутри, ја пресамитил, ја бапнал у количката и тргнал со неја да бега. Арно, ама фустанот излегол од количката и мајка ја видела и му рекла: "Бе, врати ми ја керка ми, ќе те бркам до крај." Мамата мамина. Мамата мамина и Марселова вика: "Што ми е, тера, не ти ја да." И ова ми праќа џандари. Го начекуваат џандари и вика: "Кај ќе идеш бе ти Марсело?" Ти мали Марсело. Да, вика: "Што носиш вика ти у тоа количката?" Вика: "Ножици, ножеви", вика, и обидувајќи се да сокрие девојка. Вика: "Лажеш море Марсело, вади до девојчето, ако не ја предадеш, не ја главата ќе си ја предадеш." И тука Марсело, нинџа жилка, вади тоа сабјата, разбираш, меѓу тие ножовите и вика: "Танкажај мон сабраман, je défendrai ma vie." Which is? Вика: "Додека е сабјата во моите раци, јас ќе ја бранам мојата сакана." И тука ги прави пичвајќи. И на крај вика: "Вечерва вика, јас со мојата драга ќе бидам и на другарите добра ноќ ќе им кажам." Бонсуар. Моментот. Да. И сега, ако не отидев ја тамо, немаше да ја дознам таа песна. А како ја дознав? Ја свирев на кавал химната на катарите АЕУ, што ни ја даде. Што името на албумот на морам да кажам групата? дека името му го должиме на покојни Владо Цветановски, од режисерот на Тајната книга. Режисерот, точно. Он ја донесе оваа песна од Каркасон во автентична интерпретација на еден катар. И се налепи на таа песна. Зошто? Зашто имаат слична хармонија. Двете. Што ти викам, и Малиот Марсело и ова. флуктуираат, или Скарборо Фер, например. Така. Тоа се песни кои ме чепнале од прва и сум се обидел да ги направам и со помош на, не со помош, него буквално со срцето и со душата на Дракче, на Педо, на Кристијан, на Гоце, на Неле и на Калина, што се дел од член Ла Колониум. Да. Ете така. И сум така во еден Волвокс тип, значи на едноклеточни суштества по своја и космичка волја споени, Тоа е Волвокс. за да дојат. Токму тоа е протозојата Волвокс. И јас сум, како ти кажам, задоволен и исполнет со таа работа, затоа што искрено ти кажам, едно 3-4 години не сум напишал ништо од последната книга Конзоламентум. И не сум насликал ништо више 2 години воопште, али затоа се работи ново. Волвокс Гиш на крај на емисија што ќе видат спот за која? за Фина Мор. Фина Мор, тоа е дел од АИУ албумот. Фина Мор е уствари учтивата трубадурска љубов. Значи ни стих изразена љубов, кортоазна љубов, дворска Ама ќе љубов. го осетат шмекот на трубадурска музика, така? И сега што е приказката, морам да ти кажам 2 стиха од Фина Мор, која е песна уствари од Марка Бру, еден фантастичен Френк Запа на 12-тиот век, што се трубадур, што се зеза со трубадурите. И текнуе. Готово. И пази што, зашто трубадурите ја возвеличаат љубовта, радоста, младоста и така натака. И он што вика? Абе вика, љубовта е тотално лажна. Таа медот го цеди, а восокот го остава башка. Ако е лесно за неа да се пее, тоа е како одсечена опашка. Piece of tale. Им пее На трубадурите, вика, amor den stoten falscerra, prenlomel das alla serra, a son plaisant son la terra, solamenco occupato. Тоа неколку пати се повторува, така? Окситан, тоа е окситанскиот јазик, за да чујат. Е, супер, нека чујат и на концерт Бујрум МКЦ 18 и 27 часот. 18. Што знам што да кажам, задоволство ми беше што го поделивме, што ја поделивме винкла. Да. Винкла ја поделивме, мислам дека, како ти кажам, квадратот на бирот на квадратот на катетите ќе биде еднаков на квадратот на замислената хипотенуза. Еве, тука. Ја и ти ја гледам, остаги ево еве. И каде резки ше ми се. Ајде. Гиш, фала мој Фала се. ти тебе, жив и здрав да си. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling, but so. Може да ми дадеш твоја слика? Сакам да му покажам на Дедо Мраз што сакам за нова година. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. А сега време е за пластелин.
Првиот пластелин е со Драган Мијалковски. Драган Мијалковски и Здравко Чолич. Ајде да видиме. Може дечко би имал глас, ама подобро да се држи строго на радио и да избегнува секакви појавувања. Мене се појавува многу. Ај го пишавме Здравко Мијалковски. А плюс и не наспане, види го, до са бајле по кафани. Ајде да видиме каков кафанџија ќе биде следниот. Сашо Гигов Гиш и Ганди. Мајко моја, види го, замисли ваков тип да ти работи во продавница млеко да Око за око на крај цел свет ќе ослепи. Со Махатма Гигов Ганди ние фактички го завршуваме ово издание на Пластелин. Сега реклами и се враќаме назад со следниот гост, господинот Драган Мијалковски. Здраво, здраво. Добар ден. Ајде, здраво. Јас сум Кате. Мило ми е Кате, јас сум Жаре. Ајде да видиме Каде што сакаш се станче, ние имаме широк асортиман на станови Скопје, Охрид, Струмица. Охрид би било фино да имам станче, ама прво за Скопје да се седам дома. Здраве Боже, ако оди бизнисот. Која квадратура ти треба? Па нешто така помало 40 на 50. Со една, со две, со три спални. Па една, може и две. Сакате веднаш седни Жената станови очекува. или станови во градба? Би сакал веднаш, ако може, што е готово за да видам чисто како изгледа, ако има таква опција, а инаку би земал во градба, пошто не ми се брза. Многу е добро купувањето на стан во градба, затоа што можете да си изберете и да си го направите станот баш онака по ваша мерка. Значи ова се Добро. станови со една спална, Така, ова се станови со две спални, видите каков убав функционален распоред има. Многу убав. Ова е убаво. Ова е убаво. Ова е веќе со две спални, секој ќош, секој агол се функционално искористени, нема да изгубена квадратура. Ова е супер. Ова е На нешто- Жаре му се допаѓа ова. Станов е перфектен, ми се допаѓа, само што немам сега толку пари, нешто поволност, некоја таква работа. Без грижа да Жара, значи Адори инженеринг покрај сработката, односно поддржувана е од сите банки, комерцијална, стопанска, тутунска, шпаркас, сите банки деловни стојат на располагање и значи нудат најповолни можности за купување на стан за сите наши купувачи. Моментално нудиме значи најниски каматни стапки за купување токму на стан од Адори инженеринг. Ајде, Честито нека ви уште еднаш. фала. Да идам. Одлично, треба да се подпише тоа, нели тука? Дека треба. Директоре, Нека честито новиот Фала. стан во центарот на најсовремената општина на Балканот, аеродром Скопје. Тама не ми се брзаше, не ми се Шестиот брзаше. купец, Е, се таман. уште камел темелникот не е поставен, за 12 месеца ќе биде вселиви овие Одлично. две згради. Па ајде нека повелат и другите комшии да си бидеме, нели? Еден од најпопуларните пејачи во историјата на македонската музичка сцена и еден од најпрепознатливите гласови. Со голема чест го најавувам Драган Мијалковски во 1-1. Ајде, добро, погледа. Добро најдов. Одлично. Ајде, почнавме да снимаме веројатно. Тоа е, со вакви работи колку сте се среќавале? Ајде од почеток, ајде застани снимање. Кој сте? Па да, и имало, кога имало прецизни, да речем, сценарии и режисери, ама тоа било за некои глобални проекти. Така да не испадне сега ние по аматери. Многу важни, ова е исто можеби важно во ред за јавноста, се е важно. Така. Ама не мора да биде по некој сценарио, може малку и спонтано. Нормално. Шега на страна, да почнеме значи со младите. Младите кога ве гледаат пака на телевизија, кога ќе се спомне таа популарност голема, они сигурно немаат идеја колку била таа магнитуда на популарност. Ајде да пробаме да им доловиме некако, ќе ве вратам назад во времето. Ќе почнеме од почеток. Кој ви го примети гласот? Бевте ли дете што пееше убаво уште од млад? Тоа е многу интересна ситуација, обратна од некои кои што можеби забележале дека имаат глас како помали или некој друг забележал па им укажал на тоа. Јас цело време се сметав себе си за гитарист во
бит група или бит рок во тоа време, како да ја кажеме, сега е поп рок, нели? Так. И некаде до мојата 19-та година воопшто не претпоставував дека имам било каква предиспозиција за некаков интерпретатор. Се сметав за музичар, за кантавтор, рокер и тоа беше се. Уживав во тоа, свире во групи, скопски најдобри групи, кои беа песните што ви беа онака кейв за свирки? Тоа беа, основата беа Beatles, Rolling Stones, Animals, Queen, сите тие во тоа време што се појавија. Мислам, тоа движење на бит музиката. И ние многу млади бевме, по 13 години, кога почнавме да ги пееме тие најголеми хитови на игранките овде во Скопје. Тоа беше одма после земјотресот. Па, искрено да ви кажам, подоцна кога почнав да снимам во македонската радио телевизија, таму беше студиото. Да. Кога почнав да снимам мелодии, првите ми беа некои блуз композиции. Рок, блуз, соул, така, фрика. Да. Различно од шлагерот, но во секој случај ја направив некоја синтеза помеѓу нив и тогашниот шлагер. Така да публиката практично многу лесно и многу брзо ме прифати, ме прими. Кој ве стави пред микрофон? Кој рече Драган пробај? Случајно, не, случајно имаше некоја аудиција во Треска во една сала, и ден денес постои таа сала таму. Бираа млади пејачи за една телевизиска емисија. И јас прашав на Корзо кај ми се другарите, вика во на аудиција. Да, свират групата таа група Република 903. И викам, ајде идам да ги видам, мислејќи дека може да влезам кај што е аудицијата. Тие не ме пуштаат, вика, само над преварувачи може да влезам. Пријави се, пак ја влезам. Пиши на список, нема проблем, ја влегувам, пеаме на моја композиција, тие викаат, стоп, аудицијата. Најдов се запира, еве, овие утре влегувате, снимате комплет. Одлично. Јас се вртам околу, не ми се верува, викам, добра, ај, забава. И така од забава дојде до ситуација да бидам и професионалец еден период, слободен естраден уметник, едно 15 години, со многу голема амплитуда на движење низ цел свет. Така. Ова што прашавте за популарноста. Популарноста зависи од публиката и од начинот на кој таа се забавува. Значи во тоа време имавме игранки, концерти и фестивали. И телевизија која што беше млада како така, да речем, како медиум, па беше можеби интересна и ја гледа. Меѓутоа, забележувам дека во последниве деcenија две младиве има многу други медиуми, како што е, да речеме, интернетот, па дури сега иде по улица си гледа и на Така. Си гледа концерт, си слуша. Да, едноставно. Така да не им е важно кај се наоѓаат. Но тогаш тие беа многу масовно се собираа на тие игранки, на тие концерти и тие фестивали, така да они беа креатори на тоа кој ќе биде и што ќе биде. Значи они создаваат звезди. Пример, кога сте осетиле најголем бран на популарност, кога ви дошла малку, ова е малку зезната работа, сте си рекли некогаш така? Не. Да немате слобода баш на движење? Не баш, јас работев 4 години во Македонското радио, тогаш во моите млади години уште не бев експонирана звезда. Така. И како таков во редакцијата ги гледав од тој агол. Нели? Од тој агол ги гледав звездите кои беа актуелни тогаш. Од другава страна бе. Да, така да познавајќи ја целата таа ситуација дека многу работи се битни да се има условна, така да речем, популарност, но најбитно е како кој се носи со таа популарност од актерите. Сега кај нас за среќа ние не сме некое многу големо подраче како пазар, како не знам, нема 300 милиони во да продаваш албуми по десетина милиони тиражи, така да во сето тоа мало премрежие ние си се познаваме и практично сме си како наши, како половина сме роднини, братучеди, сватови, на другар ми. Со полони во кафана си седел си. Така да малку е поблага таа варијанта, меѓутоа сигурно имало девојчиња што викале, што нели како на спотовите. Тоа постоеше во ред, но искрено да ви кажам за екипите повеќе тоа се случуваше таа еуфорија
Ако се погодеше во самата екипа да има некој музичар популарен, некоја женска интерпретаторка популарна, некој машки, веќе кулминација беше полна. Мислам, сите... Некој состав. Па, повеќето. Не може, нигде не сум забележал дека само еден предизвикал некаква еуфорија. Значи, мора да е група, мора да е ансамбл, мора да е екипа, мора да е тим. Каде сте со Чолич генерацијски? Колку сте... Јас сум една година повозрасен од него. Тој беше ангажиран пред мене во Корни група во Белград. Добро. А претходно беше во амбасадори во Сараево. Но во тој период тој и студираше. Аха. А јас бев вработен во Македонското радио. А поводот беше на моја победа на Скопски фестивал, прва награда 72 година. И тој ме прашува сега дали очекувам промени позитивни, финансиски, вакви, такви, како таков, самостоен солист. И ме вели, за разлика од тебе, вели, јас сум солист на група. Малце различно. Малку имам проблеми со тоа, поредко настапува група во ова, она, така финансиве, не ми се јасни. И дали да напуштам групата. Викам, слушај, ти ке си одбереш што сакаш, најважно е да си одлучуваш во право време за правите работи. Јас бев поканет после него да бидам член на таа група. И знаејќи неговите проблеми, знаејќи ги, јас имав поставено еден професионален предуслов кој што не можеше да биде прифатен и практично на време се дислоцира. Так. Сега некои го зедоа тоа еден период малку да го ставаат како моја грешка. Значи јас сум имал шанса да направам не знам каква кариера, не знам какви височини да достигнам. На Балканов да... Да, не сваќајќи мене како карактер и тип. Јас сум човек што не ме интересираат височините, мене ме интересираат реалностите, можностите, екзистенцијата и на крајот криштата друштвото, другарите. Не сум сакал никош да ги изгубам моите другари од детството. До ден денес сте си вака близо? Тврдам дека се најверни, најблиски, најдобри другари, секојаш другарите од детството. Так. Колку често имате време да се среќавате со нив вака до денешно време? Контактираме нон-стоп. Одлично, баш кој што треба. Супер. А Тома Здравковиќ, и за него исто имам чуено легендата на кафанската музика, дека имате со него настапувано. Беше еден многу јак надпревар на ниво на 8 телевизиски центри, најголемите, во бивша ЈУ, меѓу кои нашиот македонскиот центар, поддржани од ревијата Екран. Екран. Да. И бевме екипа од 6 пејачи, тројца забавни, тројца фолкери народни. Така. Во забавните бевме Зафир Хачиманов, Драган Антич и јас, Драган Мјалковски. Во народните беа Тома Здравковиќ, Василија Радојчич, таа врањански пееше песни, и Муарен Црбезовски. Значи тоа беа во тој период топ пејачи. Dream Team. Неверојатно популарни. Тома Здравковиќ со неверојатни тиражи. Јас. И звезда. Како таква екипа ги победивме сите 7 останати центри. Значи ние на крајот бевме во финалето победници. Тогаш се дружев со Тома Здравковиќ сите тие надпревари, сите тие средби во Сараево, во Белград, во Загреб, секаде кај што патувавме на надпреварите. И остана тоа пријателство и понатаму, секојаш кога ќе се видевме. Многу ми беше интересен, он си беше слободен. Тоа сакам да кажам, што човек бил? Па еден интересен така човек кој што сакаше да се опушти некојаш, например, си пиуцкаше виски. Мене ми нуди дупли. Вика повели. Он зема еден дупли, пред него стои и тамо од другата страна према мене друг. Ја велам не пијам. Не доаѓа во обзир, не можеш да поминеш. Требаше да одам во хотелот, не ме пушташ. Добро, викам, ке наздравим. И зимам ја да наздравам, цук и малку лизнувам. Не, на екс. Мам бе, Тома. Така да. Ама се снаоѓавте некако, ке мора. Не, го испив и никош повеќе. Не, легенда. Одлично. Сте имале чест да бидете блиски, да речеме. Ајде, почнеме сега со овој модерен муавет, Скопски фестивал 2012, може да се каже дека некаков си ваш камбек по долго време? Па камбек е присутен сум си јас, како да кажем, во живите
настапи, во клубски свирки, манифестации, било каде кај што мислам дека можам нешто. Што е таа иницијална каписла што ве натера фестивалски да се вратите негде? Не, тоа организаторот самиот кога направил концепција, добро, нашол за сходно, веројатно знаејќи дека сум активен. Од тие генерации во моментот е вака кога размислив и сега кога ќе размислиме, нема толку активни, мислам активни во топ форма. Или во форма. Јасно. Претерав, извинете. Ајде објасни, а што значи тоа за еден пејач? Знаеме за атлета, за спортист, знаеме. Тоа значи да можеш да настапиш и да пееш или да напишеш песни, тоа не како што секој си правил, нели, дека не си паднал во тој отприлика ниво кој си го постигнал претходно. Пуши не можеш ни да бидеш па ептен полош од порано. Па во тоа е финтата. Да. Така да на извесен начин едно место благодарение на таквиот став на организаторот, значи како човек кој може типичен шлагер за ревиска музика. Зборувам за ревиска, ако збориме за поп, рок и така други правци, тој не е фестивал за тоа, нели? Има други фестивали со такви определби, но на овој треба една ревиска. И мојата песна беше со некој широк рефрен, со некоја едноставност, јаснотија, вака да кажеме, мислам да биде општо прифатлива, да ги издржи оние критериуми и на сочност, како музика, имаше некои модулации, растеж некаков. Иако некои забележава вика ти имаш и многу подобри можности евентуално со нешто друго, со некаква балада, со некоја си лирика или што да знам, срцепарателна онака песна, баш од тој мој постар стил, ама не знам, јас сепак се определив за оваа средна варијанта на песна која не е премногу авангардна, не е премногу демоде, која може да влезе и околу поп малку песничките. Така да ми требаше и во репертуарот на таква да се приближи до 2-2-3-3-0-5 и така да надмине некои претходни балади. Тука морам нешто да нагласам. Нашата народна музика, нашата традиционална музика, нашите хитови, како чија си, како ова, кажи нешто драга мојата и да не набројувам многу други, се препознатели по медитеранскиот мелос, што го имаат во себе Медитеран. Значи еден темперамент од овој тип на планетава, овој појас, и со широк референ, значи распеан, кој што од прилика може и повеќе гласно да се пее. А концертот овој што е сега самостојно, што помина скоро, мислам, враќање со стил, имате ли некоја нервоза? Тоа беше на дополнување на веќе постоечката формација на ревиски оркестар. Специјалноста моја е работа со ревиски оркестри. Симфониски, ревиски, танцови, тие огромни формации. И помали, нели, оние студиски оркестри или биг бенд, денс групи, како што ги викаа на времето. Така да, по тоа што се случуваше на самиот концерт, таа поддршка, посетено, сето тоа заедно, да, си помина сосем убава една опуштена, една пријатна вечер, во која што сепак имаше разни амплитуди на емоции, во кои што некако се влезе, благодарение на многу од тие хитови, наслови, кои што порано биле, созреани, селектирани, наградувани и така. Јас го нареков тој како еден супер фестивал. На едно место да имаш 6-7 наградени песни, тоа, нели, на фестивалите дават по 3 награди. Прво, второто, овде имаш 2-3 така собрани фестивали. И сега како е побарувачкава за настапи, се пораснали, сакат ли повеќе да ве гледат? Потполно и исто. Или погрешно си беше така си? Тоа си потполно исто статус кво. Онаму кај што имале интерес и со мене соработувале, се отворени опциите за сезониве, како ќе се отвара сега пролетната, нели, према летната и према есенската. Така ќе го вртам тој круг. Благодарам многу. Баш ми беше кеф што дојдовте во емисијата. Драган Бијалковски, фала уште еднаш. Благодарам и вам. Чао.
come la beluga. E la flamma venga luga, e la flamma venga luga, e la flamma venga luga, escotas appena vossa maluga, che sentisses la del falsierra, prelo me dessa la sera, a sopleson sulla terra, solamente occupate escotas, escotas, escotas. Amor de sto del falsierra, prelo me dassa la sera, a sopleson sulla terra, solamente occupate escotas, escotas, escotas. Amor come la beluga, d'unut cop meta focca la bruga, una flamba ven caluga, escotas, appena vossa maluga, che sentisses lo reumat, escotas, amor del stotel falsierra, pren lo mel dassa la serra, o son pleson sur la terra, solament coaccupat.